Новото заедничко јавно предпријатие Пониква КП, што го формираа општините Кочани и Пробиштип, се уште е без раководство. Не е избран директор, ниту пак членови на управниот и надзорниот одбор. Иако се најавуваше дека основањето ќе биде целосно завршено до средината на овој месец, има известно доцнење. Според градоначалникот Радко Димитровски, тоа нема да го пролонгира почетокот на зимската сезона и користењето на новата опрема добиена од МЕПСО. Предпријатието е веќе формирано, значи регистрирано е во централниот регистар како заедничко предпријатие на општините Кочани и Пробиштип и сега се очекува само формалностите да се назначат членовите на управниот одбор и надзорниот одбор, да тие ги донесат статутот на предпријатието, а за сето тоа имаме законски рок од 60 на дена. Меѓутоа и да не бидат тие спроведени, луѓето се веќе на терен и луѓето работа, така да тоа не е пречка да се отпочне со функционирањето на опремата на Пониква. Димитровски рече дека е извршен технички прием скоро за целата опрема што ја донираше МЕПСО. Вештачките топови за снег веќе се инсталирани, при што се констатирани известни недостатоци кои наскоро треба да бидат отстранети. За целосно да се испробаат и стават во погон, потребно е температурите да паднат под минус 4 степени Целзиусови. Во функција ќе бидат ставени и моторната санка, ратракот и опремата за сноуборд. Двете соседни општини ангажираа и по двајца работници кои ќе бидат вработени во заедничкото јавно предпријатие. Тие претходно ја поминале почетната обука за обврските што ќе ги извршуваат, а ја посетуваа и дополнителната обука за користење и управување со новата опрема што пристигна во ски центарот. Потребата од заедничкото јавно предпријатие Пониква КП се наметна заради вршење работи што се од надлежност на општините, а се однесуваат на развојот на туризмот и управувањето со ски центарот.